млачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бог. Чеше да биде подруго ако не беше ја предавка. Сакам вака, вие одавде, значи зборувам вие, ти, ама и истомислениците твои од Пиринско. Да речеме Лјупчо Георгиевски дојде премиер во тоа време на Македонија, па после тоа направи некој преврат и после ме ја предаде Македонија. Вашето мислење за Лјупчо Георгиевски, како мислите вие? Повеќе е предавник. Предавник. Значи се согласувате со нашето мислење. Него Асли предавник, Асли она. Тој ни предаде... Ептен предавник, што тука да се лаже. Што ние ќе лажеме и они деска знаеме. Тој требаше да положи условија. Като дојде време, Бугарија да признае Македонија без услови. А тој подпиша само дадо право, Бугарија не беше за Европскиот сојуз. Тя и сега си е мафиотска држава. Не има никакви права, не се спазва. Тука има македонци, турци, роми, евреи и веќе арменци и други. Ама вика еднонационална држава. Вака сега. Јас по некои показатели и она што јас работам, значи како писател, значи што сум читал, мислам дека има некаде околу, значи само во Софија, една трета се македонци. Околу една третина се македонци. И македонски кварт има во Софија. Во цела... Имало македонски кварт во Софија. И јас имам роднини таму, од Кратова, на баба, на мајка, на жена. Како мислиш, во Бугарија денешна цела, од прилика колку македонци живее? Јас мислам по ова што јас го знам 3 милиони. 3-4 милиони. Ами тие некој се плаша. Ако се рече ние сме македонци, они ќе речат па и јас сум македонец. Дали има, значи, присила од власта за да не се кажува луѓето дека се македонци? Сега за тој клуб Никола Апцаров. Никола Апцаров го отвараме. Постојано се дума по бугарските телевизии дека е штета. Дека е провокација, дека провокација, што е провокација? Не, зашто е Никола Апцаров? Никола Апцаров е исто македонец, затоа. Македонец е Никола Апцаров. А зашто Ванчо Михајлов? Па тој од Штип. Ванчо Михајлов, таме во Македонија има. Роден во Штип. Што мајка го ставивте вие? За тие клубови дека се сега во Македонија и Бугарија има разлика. Дали може да ми простиш, јас само малцем да се напијам и ќе продолжиме со разговор. Да. Ванче Михајлов е степал многу македонци. Цар Борис и тој по негово време има утепани илјади македонци, и на кој брат, на кој сестра, на кој син. И разликата е голема. Никола Апцаров е обединувачка личност, докато цар Борис е раздвојувачка. Тој... Чекај бе, Никола Апцаров, кој го застрела? Бугарските... Фашисти. Кој го застрела Никола Апцаров бе? Абе, он одби молба, он одби помилување. Ама... Никола Апцаров е голем поет, писател. Абе, тој е светски поет. Светски. Обаче не членува во Сојузот на бугарските писатели, а создава си направи македонски кружок. Уште ова. Сам меѓу другите прашања и понатаму да те прашам, значи за Венко Марковски. Дали знаеш? Дали го знаат тоа Никола? Моето мислење, тој е исто македонец. Кажахме тука преди време, зборувахме за Методи Шаторов, за Венко Марковски, за други. Тито е бил против Македонија, което си е така. Вие вака. И Венко значи, мислењето принуден да твое
И верувам дека и на твоите овде придружници, значи македонци патриоти, зборувате за Тито, дека Тито бил против Македонија. Против. Добро. Значи, ова е убаво што го слушаме, значи. Добро, верувам дека и јас така било. Оти Тито бил против Македонија и дека Тито бил тој што бил, некој кој што бил и за него да не... Ако не беше целиот македонски народ дигнал се на устание, македонско устание и протерува бугарските фашисти, немаше да има Македонија. Дали сте запознати... Тито немаше да го дозволи, обаче Македонија е силна, цела војска има... Значи за Венко Марковски ми кажавте, а дали си ти лично запознат за Димитар Талев? Димитар Талев е прилепчанец. Рековме за Димитар Талев, уште не сме го снимиле тоа. Писател. Те чекам за тоа да го снимам. Дали тој е бил про-бугарски ориентиран, али македонски ориентиран, па под присила дошол... Димитар Талев е... Тој е македонец и пишува само за Македонија. Кад почнеш и Линден, Теспанските камбани, Железниот светилник... Железниот светилник. Браво, Чичко Ристо, браво! Трилогијата Самуил му враќа 10 пати му враќа. Они му го препишуваат и му ги преправаат документите бе. Македонци, Самуил. И он е застрелан, убиен човек. Убиен е. И 10 пати му враща трилогијата Самуил. Добро, Чичко Ристо. Сега ќе те прашам, може би го знаеш или може би не го познаваш. Коста Црношанов, и тој е прилепчанец. Тој е предавник. Така? Да ми биде жив и здрав. Се најдовме. Така. Коста Црношанов. Јас имав, значи, можност лично да се видам со него во Софија, во неговиот стан. Коста Црношанов е прилепчен, умрене, починате, умре во длабока старост. И што сакаш он? Тој беше пробугарски ориентиран. Да. За жал, а Димитар Талев, Венко Марковски... Димитар Талев е билјур. Она монолога што го збори страшно, ако Македонија тргне бугарската војска, тоа е од него и они го цитираат кој историски документ. А ви викам, тоа е од Димитар Талев, тоа не е историја. Димитар Талев оди во затвор Белене, дека е затворен. И до 66-та година во затвор. А тие викаа че оти не сакал да се пише бугар, тој е бил македонец, не сакал да се пише бугарин и затоа пратен во затвор. Оште 47 година веќе политиката во Бугарија се обрашта. Ако е бил бугарин, кето вика, немаше да седи во затвор до 66 година. Мене на Благој Христов, на Александар Христов, братот, како се викаше, Лондон што беше. Благој Христов. Он ми рече вака, мислам, јас пред да почине оно Јаново. Го земаат, вика, Димитар Талев и му викаат сега ќе од затвор го носат во Пиринска Македонија да зборуваш за бугарштината. И он доаѓа и вели вака, ме донесо овде како врзано овца да зборам за бугарштината. Јас ќе зборувам за Македонија. Утре ден рече на Радио Софија објави дека умрел од рак. Он ми го кажа Александар Христов, како се викаше братот? Георги Христов и Александар Христов ми го кажа, кај мене спиеше 5-6 вечер и они ги купи компјутерската опрема. Значи, ние така го запозна. Тој е брат на Георги Христов. Он ми го кажа ова. Народна волја. Значи го донеле у Македонија и он рекол нема да зборам и после Радио Софија рече умре од рак. Тој почнал да зборува за Македонија и го свалаа од сцена. Тоа е значи вистина. Убија некоја инжекција и до Софија. Че вика, утрето ден рече умре од рак. Рекол ме донесоа овде како врзана, вика, овца да зборам за бугарштината, јас ке зборувам за Македонија. И утре ден, овој ми го каже Александар Христов. Бог да го прости, тоа беше го... Верно е да. Тоа се нашите. Милане бе, јуначе бе, ти на многу убави мовети направивме овде. Ристо, сега не знам сега семејство. Може би ви правам проблем на семејство, ама ова вистината треба да се дознае. Така е. Да ви намножи Господове Варди,
да направи огнен штит околу вас, за негова слава да ве штити. Ќе дојде време, ќе стане всичко слободно, ќе биде Амин, амин. мир между народите, како е викал Гоце Седалчев, и македонците. Културен надпревар меѓу народите. Културен надпревар. Он не дозволува култура, не дозволува, он сака да те убива. Ајде, уште едно прашање, че ни простиш во овие вечерни часови и за твоите години, значи, вашето мислење, верувам дека ти се дружиш со твоите пријатели овде, мислам, честни македонци, и вашето размислување, значи твое и во името на сите овде твои пријатели македонци, за Ѓорѓи Димитров. Во времето, да речеме, 40 и посебно ова Втора светска војна, кое мислење го имате и како вие то Не сам за. можете да го кажете за така. Ѓорѓи Димитров? Кажах ти, че е чисто крвен македонец. Од двете страни, и од мајка страна, и од татко страна е македонец. Ѓорѓи Димитров. Ѓорѓи Димитров. И Зошто се залагаше Ѓорѓи Димитров? тој като македонец, тој се залагаше за свободата, правата на македонците. Тука Пиринска дозволува Македонија да се види учители, цела со Македонија. свободно пребројаване. И културна гласи, автономија има културна Петовешни. автономија. И тој и Тито Ако иначе така што се изборуваме против Македонија, ма тогава веќе тој присвршен факт веќе. Тито има Македонија, македонска држава, тој не може да работи ништо. И беше с Димитров да направи една федерација. Они бара федерација да влезе пред Зошто не Југославија. се случи тоа, Чичко Ристо? Кој до Од Сталин, јас стави и кажах дека мраза Русија, Сталин утровува Димитров и не може да стане таа федерација. А Тито простува на бугарите до 85-та година, 1985 година Бугарија плашта репарации на Грција. Исто требаше да плашта и на Македонија. Југославија. И Тито му проштава там договор од Блед да нема да плащате репарации, да признаете македонците македонци и да стане Македонија една држава. И Сталин отрепува Димитров, ќе трови го, едни викачи го трова, а други викаат. Значи, ако останеше Ѓорѓи Димитров, еве да не беше се отвор. немаше да имаме тие проблеми. Така, сега Македонија ќе си беше... Ќе си бидеше на едно. Пиринска, Вардарска. Заедно Да. ќе праваше сметка да стане една Балканска федерација, да удара и Грција, да си зема егејски удел и ќе стане една. А вашето размислување, значи и желбата ваша на македонците овде е значи за една обединета Македонија цела. Така е. Така, вие сте македонци, значи не можете да видите нешто Не друго. можеме друго. И друго сега за крај. Дали овдешната, значи државна власт вас нешто не да ве малтретира или некако сака да ве натера на некоја поинаква нивна линија да бидете бугари, да се откажете од македонството, да не бидете македонци. Значи тие вика, овдешната власт вика дека сите се бугари овде и македонците. Ама нема. Во Бугарија повеќе македонци има во Бугарија отколку Пирински удел. Тие това ги е страх да стане всичко македонско признаја и кај тоа всичко ќе се реши. Нема да и Бугарија. Сите се македонци. Ние сме македонци, обаче нагоре има многу македонци. Јас едно знаме ќе дам на Шумен, там Митко Иванов, дека ти го знаеш, или ти го знае, ти дали го знаеш? Добро. Наш македонец, там има и други. И вика, сакаме македонско знаме, сакаме македонско знаме. Нагоре, Варна, Плодив, Кјучук, Париж, има но Патал, там е Ма всичко деца, македонци. родители родени во Охрид, во Прилеп, во ваму, во таму. Има Равда, едно у Черноморе, там дека е на брегот. Пловдив има еден клуб македонски. И Равда, там се само македонци. И права по Родина, тука има една бугарска телевизија Родина, пуштаа там песни, там си на 4 мај се само македонски песни. Скористо, дали овде вие, кај вас, да речеме во Разлог,
си гледате македонска телевизија, македонски Гледаме, песни. кој може и ги гледа. Кој може? Дали, пример, дома, семејствата, Беше фамилиите, забранено, не можеше. дали беше забранено? Забранено беше. Радио, Ни музика, ни телевизија. Значи беше забранено. Забранено беше. Вишко, Радио Скопје го слушахме јасно на пријаз заглушителници тука и се скри Радио Скопје да не го слушаме. Сега не им пуштат веќе. Телевизија горе на покрив слагахме кога беше предишната телевизија, антени тежња, сега ми ти сусилатели да гледаме Скопје. Значи од државата беше забрането да не гледате, да не слушате. Вака, а сега, дали дома македонците си зборува македонски и дали на собствените деца дома зборува македонски, се и децата да се научат македонски да зборува. Сепак мислам дека овој така наречен бугарски јазик е источен дијалект на македонски јазик, ама дали деца, да речеме дома, се воспитува во македонски дух? Виж се, има... Зависи на секаде си има отделно. Се тука мобито е един, Банско на 5 км е друг. Тој ска каже друг. Точно тука. Не, самиот диалект веќе се разделува. Има многу македонци кои се чувстваа македонци, ама не смеја да се Не смеја да се објават. Сега веќе има да Некој работи во државни И од работа служби. ќе го сурна... Ќе го избрка, ќе освала. Збркано е. Иначе има си, многу македонци си има. Ама да, ние тука особено, па ние тука разлошчиот Не, они си зборат дома диалектно македонски. Они кога одат, например, во Софија им викаат, што зборите, не ве Да, разбираме. и ние сме одили в Софија и ние Како ве зборувате вие, им вика. Софија Вие сте вика, вие македонци. сте македонски вика думата. Сам ка чуја... Не зборите бе, вика, бугарски зборите, така им викаат, Ние тука специјално нашиот крај се разбираме со македонците, отколкото нагоре со Им викаат, да бе, што зборите, на кој јазик зборите? Да ја разбереме. Им викаат на кој јазик зборите. И Кремен ми кажеше коце, абе што зборите, зборите бугарски? Абе ние си збориме, вика, македонски. Да, наша. Е така е, тоа е реално. Не е тоа ист јазик, он е само. Като се обраща политиката спремо Македонија, да нема македонци, брат ми е по-голем 10 години од мене, баш това време, 62 година, и оди на училиште и учител ги кара, кажете каков ден е утре, тоа сабота, и братијата вика сабота. Ударе му един шамар, нема сабота, вика, събота ќе кажеш. Кажеш сега тако, тој па сабота. Ајде баш ме. Така си... Тоа као Пандеја Шлаков, кој му рекол Гркот, збори бе на грчки, не знам. Баба му дошла ме си отишол дома и му рекла баба му, абе оди на школа дете, абе тој ме тепа бе ми збори некој јазик бе, ја не икам така. Ја не го разбирам. Не разбирам што ми збори, го тепал, го карал човече. Да. Збори на грчки, не знам вика на грчки баба, вика, он ме тера некој јазик да зборам. И там што одихме по екскурзии по Грција. Там също купихме си една крпа там дека спахме, дека беше тава. И Таде во Грција на кое место? Ставрос. Ставрос сме биле таму. Там си купихме крпа дека такова. Македонија дека целата. Одија видехме крпата и ја ресахме баш там като полуостровчето што такова да си купне. И там продавача ни дава затворена. Викам, леле, таа дали е същата? И тој ме разбраште и викам, иста. На македонски. Ама си, знаеш што? Му викам нешто ново и таа жената, македонски разбирате и ќути. Дребни пари имаш ли? Дребни пари, еј. Ова го изгубено веќе во македонскиот јазик литература. Дребни пари, ситни пари. Во неа пори ми вика, имаш ли дребни пари? Бабичката, викам, знаете македонски ќути. Дребни пари дали имам? Еј, пази, дребни. Веќе изгубено, не знам дали у Прилепски го има тој збор веќе. Абе како не дребни? Дребни бе, дребни, ситни. Во егенско, во Дион, таму верно вика дребни. Така зна. Бабичката што зборела македонски, дребни пари дали имаш? Чичко Ристо, значи вие. Бе, Ристе, бе, брате, бе, иначе. Ленче, значи, еве ти си мажен овде. Така, кај Ристо. И твоите родители, татко, мајка, од кај се? Мајка ми е само жива, татко ми е починал. Ама,
Македонци По потекло од кај се? А се, дали македонци? Македонци И од кај се? От тук са от Разлог. Ама од кај се родени дедот и бабата? И тия са тук. седалци, тия са Тук, от край време. И ти од Разлог? Разловски. Кореняци. Браво! Корењаци. Сите од Разлог. Пушти не Не корен. од села во околина. Не. Тук от Разлог. Значи чисти од Мајка Разлог. ми е Да. нога егејска. Вери сте бе, брате. База. Да Ние сте... вече спав петия сон Они десети. спијат таму? Да си Оди. Пусни да. Мишко, оди да ги кажеш, разбудиш да ги когато уснимам всеки таму. Абе, ние филм Абе, војска македонска не смее да спие. Нека преспија. Блажени са бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го